Стојане Стојанов, ги започнавте подготовките, како се реализираат подготовките на Академија Пандев во пресред на новата првенствена сезона, каде дебитирате во првата лига, и тоа веќе внедела против Шкупје, ако не се лажам, на гости. Па сега се во најдобар ред, тренираме околу месец дена, еден дел од подготовките ги одработивме во Струмица, вториот дел од подготовките бевме во Банско во Бугарија, каде имавме одлични услови за работа. Мислам дека одработивме тоа што беше зацртано, одработивме. Не се јави мал проблем со тоа што во еден дел од подготовките не зафати некој вирус, повеќе од еден голем дел од играчите, имавме малку проблем 3-4 дена, но сега се нормализирано, течат работите од нормален тек, се надеваме дека подготвени ќе го дочекаме првенството. Со кој состав Стојанов ќе излезе во новата сезона, односно во првата фудбалска лига на Македонија? Дали е задржан костурот од минатата сезона и имате ли засилување со кој што може да очекуваме веќе на надпреварот со Шкупје? Нашиот состав 99% од играчите остана онлайн, значи костурот е тој. Ние максимално имаме поверение во нашите играчи. Се знае целата на Академија Пандев, што повеќе млади играчи, што повеќе играчи кои потекнуваат од оваа подречје, од Струмица, од околината на Струмица. Екипата е освежена со засега тројца играчи, голманот Војанац, штоперот Чешмеджиев и интернационалец од Србија Петрич. Овие се три нови имења во нашиот состав. Имаме неколку играчи на проба, се надеваме дека до завршувањето на прелазен рок ќе дојдат уште некои на проба играчи, ќе видиме, но генерално составот ќе биде 99% од играчите се тие што влегувме во втора лига, влегувме во прва лига. Стојанов, одигравте неколку контролни надпревари. Неделат неколку денови до стартот на шампионатот. По она што го видовте на средбите, пријателските средби, што може да очекуваме? Дали екипата веќе е хомогенизирана и може ли да одговори на предизвикот прва лига? Па секој одигравме добар бројка на пријателски надпревари. Екипата од надпревар во надпревар оди во нагорна линија, полека ги лопуваме коцките, како да кажем. Па целта на Академија Пандев е да стане еден добар, стабилен прволигаш. Значи ние влегуваме во првата лига без некои поголеми амбиции. Наша главна цел оваа година ќе биде да се задржиме во прва лига, за да обезбедиме опстан. Не треба да залажуваме дека сега нешто ќе, ако да се укаже шанса, ќе пробаме да ја искористиме. Но генерално нашата цел е да излегуваат играчи, да ги промовираме нашиот кадар, да промовираме играчи кои потекнуваат од оваа подречја, кои потекнуваат од Академија Пандев, или играчи кои ги донесуваме се играчи кои се до 20-21 година, кои преку Академија Пандев да пробат да успеат во фудбалска кариера некаде надвор од Европа. Секако дека ќе биде многу тешко, но со напорна работа, со едно добар тимски дух, се надевам дека во Струмица конечно ќе гледаме еден добар прволигашки фудбал и се надевам дека ќе имаме што поголем број на навивачи кои ќе дадат подршка, кои ќе ни биде од огромно значење да го понесат овој млад тим на Академија Пандев и да собереме што повеќе бодови.